Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, време за индекс на Радио Слободна Македонија. Како што слушнавте, јас сум Маја Дамјановска, а денеска се фокусираме на странските инвеститори. Гостин во студиото е токму директорот на Технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо. Виктор, здраво, како си? Здраво, добро утро на вас и на слушателите. Да, она што е најнова информација е вчерашната најавена и подпишана реализација за инвестиција на американска компанија. Се случи точно синоќа во владата, представниците на американската компанија беа во владата на средба со премиерот Груевски, бевте и вие тамо, подпишавте договор за реализација на инвестицијата. Која е американската компанија? Delphi е една од водечките глобални компании од автомобилската индустрија за производство на компоненти. Компанијата е, како што кажавте, американска. Таа вработува 164.000 луѓе низ целиот свет, имаат 126 производствени погони во 33 земји. Таа е меѓу првите 15 глобални компании добавувачи во автомобилската индустрија со годишен одбарт од над 17 милиарди долари. Значи, зборуваме за многу голема компанија со која подолго време бевме во контакт. Првите контакти, се сеќавам, започна некаде кон почетокот на 2010 година, но за оваа специфична инвестиција првиот контакт се случи на аеродромот во Детройт во јануари 2013 година за време на Детройтскиот саем за автомобили. Јас се сретнав, случајно се сретнав со представник на Delphi со кој претходно разговаравме за потенцијална инвестиција, но бидејќи Delphi не го доби проектот за кој требаше таа инвестиција да се направи, тогаш разговорите не продолжија, но тој веќе имаше започнато да работи во друга дивизија до Delphi и дури праша: имаме потенцијален проект за електроника, дали во Македонија се уште функционираат Johnson Controls и Kemet и дали имате други компании за електроника. И поразговаравме 15 на минути, тој кажа: веднаш штом се вратам, ќе ти пратам еден имейл, ќе стапиме во контакт со луѓето од другата дивизија, така да од јануари 2013 технички поминаа 35 месеци до вчера од кога инвестицијата се реализира во оваа област. Може ли да се каже дека токму ова инвестиција е ваша заслуга? Како и веројатно и многу други. Заслугата, мислам, да, контактот и сето тоа го направив јас и можеби Delphi беше една од компаниите кога го започнав целиот овој процес за работа за владата и за државата во привлекување на странски инвестиции. Тоа беше една од компаниите која јас од секогаш сметав дека е компанија која има потенцијал да дојде во Македонија, но сепак ова мора да кажам дека беше тимска работа. Значи да, контактите и сето тоа и водењето на проектот беше од моја страна заедно со тимот од дирекцијата за ТИРС, но навистина голем број на институции беа вклучени. Значи тука имаше апсолутна поддршката од страна на премиерот Груевски, министерот за финансии, секретаријатот за законодавство, голема агенција за вработување, сите оние детални анализи кои требаше да ги правиме на терен, да ги видиме потенцијалните локации, но пред се можеби најважно е поддршката од компаниите кои веќе инвестирале во Македонија, бидејќи без разлика што ние кажуваме, на кој начин ја промовираме државата, го продаваме делот да дојдете и лоцирајте го своето производство во Македонија, искуствата на постоечките компании, со станоците, со директорот на Johnson Matthey, со Джатин, со Гвидо од Kemet, со Johnson Controls, па потоа Visteon, со сите оние други технолошко напредни компании во Македонија, кои имаат искуство од некој од нив 6 или 7 години, кои веќе реинвестирале во овој временски период, сметам дека беше пресудно за Delphi да донесе позитивна одлука да дојде кај нас, бидејќи перцепцијата не само на државата, самото тоа што ние се уште не сме една од оние земји кои
доаѓаат први на ум како дестинација за инвестирање, а посебно за инвестирање во вакви технолошко напредни фабрики, сепак мора многу да работиме за да стигнеме до тој момент, а потоа да успееме преку локални примери да докажеме дека може такви работи да се прават кај нас. Што значи Delphi тогаш за портфолиото на Македонија? Според мене Delphi навистина ќе помогне дополнително етаблирање на државата, бидејќи имаме голем број на големи компании. Од гледна точка на годишен одбор и рангирање, Johnson Controls е најголемата компанија која е присутна во Македонија. Тука ќе бидат Delphi, тука е Lear, тие се двете блиски од гледна точка на големина на компанија, ново и производствен капацитет, ќе биде на нивото на она што го прави Johnson Matthey, Marquardt, она што ќе го прави Costal, но производот кој Delphi ќе го прави во Македонија е самиот управувачки компјутер, значи она што ја го управува целиот електронски дел на возилата, и новите софистицирани возила, како што знаете, се поголем дел е електроника, она што го памтиме ние механички од деновите на Југо и Застава, веќе не е оној најсекси делот од возилото, туку се заснова на електроника, и сите тие управувачки компјутери и контролери кои Delphi планира да ги прави во Македонија, значи дека овде ќе имаме краен производ кој директно ќе биде вграден во возилата. Нема да се прават само компоненти кои потоа на друг начин ќе бидат давани за крајна доработка во други компании, туку ќе има крајен производ, и додадената вредност од таа гледна точка ќе биде многу поголема, бидејќи само за оваа инвестиција, значи планираната инвестиција е во неколку фази. Првата фаза ќе има опрема, само опрема од над 15 милиони евра, каде што се планира да се стигне до околу 500 вработени, но нивните планови се поголеми. Едно е што нас ни кажа, друго е што нормално се објавува официјално. Нормално сите нивни планови зависат од движењата на европскиот пазар, но потенцијалот е да инвестиција да се зголемува многу повеќе во вредност и во луѓе, но само извозот за неколку години може да достигне само тоа прва фаза многу над 150 милиони евра годишно, што е една многу респектабилна бројка за Македонија. Веќе спомнавте 15 милиони евра првична инвестиција, вчера го потпишавте и официјално договорот за инвестиции, ќе се реализира во неколку фази, веќе ги спомнавте опрема и така натаму. Спомнавте и извозот и што всушност, односно како ќе биде влијанието врз целокупната економија на Delphi, со оглед на, еве да ги спомнеме, и 500-ните вработувања начално Она што најавени. е важно во ова инвестиција, прво, тие релативно брзо ќе започнат со сите активности. Се очекува веќе сериско производство започне втора половина на идната година, бидејќи во целиот тој процес на почетокот треба да се направи валидација на целото производство, значи опремата ќе започне да доаѓа, и веќе идната година планираат да креираат над 150 работни места веќе во првата година. Но она што е важно е дека тука дополнително обучување на овие кадри ќе биде потребно во некои од нивните европски капацитети, бидејќи само во Источна Европа, за да знаеме големината на компанијата, само во Источна Европа компанијата има над 20.000 вработени во 14 производствени погони, што значи дека ние ќе бидеме 15-тиот погон во Источна Европа, но истовремено компанијата годишно инвестира над 1 милиарда и 700 милиони долари, значи 10% од нивниот годишен обрт во истражување и научни активности. И она што е важно за Delphi е дека потенцијални други дивизии од компанијата активно ја разгледуваат Македонија, бидејќи оваа иницијална каписла на инвестирање во овој сегмент ќе може да значи потенцијални други активности, но истовремено нивен важен предуслов во целата анализа беше дали постојат локални компании кои на еден или друг начин може да бидат потенцијални добавувачи. Нормално тоа ќе значи дека ќе треба некој потенцијални дополнителни квалитети или опреми да бидат набавени, но Delphi е вклучен во целиот тој процес и сакаат да помогнат за да се креира локална индустрија која може да им помогне во процесот. Ке инвестира во Бунарџик, кога се очекува производството?
Значи производството, активно производство ќе започне втора половина на идната година, некаде околу јули август активно ќе почнува да излегува производ од Македонија, со што на почетокот ќе се работи за Ауди и за Форд, а веднаш потоа и за Peugeot и за Citroen. Она што е важно е дека Delphi во Европа снабдува 18 од 20 производители на возила во Европа. Значи тие се присутни технички во скоро секое возило и секој производител кој е лоциран во Европа. И уште само кратко, која беше одлуката, односно која беше причината зошто ја избраја Македонија за својот 15-ти капацитет во југоисточна Европа? Она што беше важно на почетокот, многу фактори се беа разгледани, но она што е важно е кој е можноста да се најде едуцирана работна сила, дали таква постои и колку лесно може да се најде. Проблемот во многу земји од Централна Европа е што пред 10 или 15 години, кога голем бројот од инвестициите, еве да речеме од средината на 90-тите почна да одат во Централна и Источна Европа, во моментов таму има недостаток на работна сила, бидејќи или голем број на тие високо квалификовани луѓе веќе работат во постоечките инвеститори, или таму или голем дел заради тоа што веќе членки на Европска унија се емигрирани во Германија, во Холандија, во Велика Британија. И од таа гледна точка не постои можност за проширување, истовремено трошоците се драстично зголемени од она што било првобитниот план и анализа. Така да во Македонија за ваков вид на инвестиција трошокот не е пресуден. Апсолутно не е пресуден, бидејќи работната сила има релативно мала контрибуција во крајната вредност на производот. Тука е квалитетот и можноста да се најдат соодветни луѓе, бидејќи неколку земји во регионот беа активно разгледувани. Ние не бевме единствената опција, истовремено постоечката инфраструктура, посебно во зоните, и можноста да се соработува со факултетите, на кој начин постои отвореност, посебно од електро и од машинскиот факултет за соработка, за да се креираат специјални кадри и наставни програми кои може да се адаптираат според потребите не само на Delphi, туку и претходното искуство на овие факултети. И на крај, она што е важно е целата поддршка која тие ја добија од институциите. Ние како институција која бевме водечка во процесот на привлекување на компанијата, но и сите други беа вклучени и позитивни на кој начин ова може да се направи, да се помогне, и нормално она што кажав и на почетокот, искуството на постоечките инвеститори. Тоа мислам дека во најголем број на случаи на крај пресудно. Тоа ја продава државата многу подобро отколку ние тоа што можеме да го направиме. Така, мисля тука ќе направиме кратка пауза. Да, повторно се враќаме во студио. Гостин во Индекс е директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо. Разговараме за странските инвестиции. Кажавме и апсолвиравме се во врска со вчерашната најавена инвестиција на американската компанија Delphi. А сега продолжуваме со она што се случуваше минатата недела. За 4 дена беа најавени 4 странски инвестиции, за кои инвестиции станува збор, колку вработување и колку е вкупниот број на инвестиции најавени од само овие 4 компании. Да, тоа што беше интересно минатата недела, неколку компании кои се во различни фази или ја најавија инвестицијата, се потпиша договорот или бевме на терен да видиме докаде е реализацијата. Прво се започнали со Монтанте, италијанската компанија која уште минатата година ја конфирмира инвестицијата во Македонија. Конечно ги завршиме сите активности и нивните бизнис планови за идната година околу инвестицијата која ќе се случи во зоната во Скопје за производство на амортизери за шински возила, за тешки камиони и за автобуси. И таа компанија планира да инвестира над 10 милиони евра, со тоа што почетните вработувања ќе бидат околу 100 луѓе, а планот е да се стигне некаде до 400. Потоа тука беше Гентерм во Прилеп кој веќе има вработено 350 луѓе кои се уште или
или биле на обука веќе во Украина, со некој тест производство тие се во процес на започнување, активно тамо се гради производствениот капацитет, што значи дека некаде почетокот на пролетта веќе ќе имаме и извоз од таа нивна компанија, каде што во првата фаза ќе се изградат околу 9500 квадратни метри, а вкупната бројка на вработени треба да достигне до околу 2000. Потоа тука беше турската компанија од земјоделскиот сектор во Кочани, која официјално започна со работа, тоа е поврзано со Оризот, и тука е вработување на околу 100 луѓе, и конечно крајот на неделата тука беше француската компанија која овдека во Скопје ќе изгради студио каде што ќе се снима претежно филмска музика, бидејќи тие се вклучени во голем број на давање на услуги за филмска музика за филмовите од Холивуд. Така да имаме компании од различни дејности, од различни земји кои се лоцирани и во различни делови на Македонија. Така да она што е позитивно за мене е што не е сето тоа во Скопје. Се повеќе и повеќе. Ако разговараме што се случуваше пред 5 или 6 години, тогаш на почетокот нормално Скопје беше единствената опција или преферираната опција, но во последно време, како што гледате, се поголем број на компании активно размислуваат и инвестираат и во внатрешноста, бидејќи од гледна точка на креирање на еден релативно равномерен економски развој и можност да им се даде на луѓето кои живеат надвор од главниот град, не само за работа, туку и за екзистенција, туку и можност на голем број на локални компании да почнат да соработуваат со овие странски инвеститори и локален економски развој. И во секој случај на крај на денот има специфични индустрии кои преферираат да не се во главниот град, не само во Македонија, било каде, заради тоа што има поквалитетна, посоодветна работна сила и релевантна на она што нив им е потребно. За она што го кажувавме за Делфај, на жалост не само во Македонија, во многу земји од светот им е важно да бидат до главниот универзитетски центар заради техничкиот софистициран кадар. Но голем број од овие компании, иако се технолошко напредни, имаат можност да трудоинтензивниот дел биде лоциран наведува од главниот град. Но и покрај другите поволности и можности што ги нуди државата во однос на олеснетиот и ефтиниот бизнис, сепак направи услови инфраструктурни кои што им овозможуваат на компаниите да функционираат и во другите делови од Македонија, со оглед на тоа што се отворија многу голем број на слободни економски зони во сите делови од земјата. Апсолутно. Не само Бунарџик. Да, тоа е пресудно, бидејќи постои инфраструктура каде што релативно брзо и лесно сите овие компании може да започнат со работа. Но само една работа, кажавте, ефтиниот бизнис. Се поголем број на компании не се заинтересирани за она што е ефтино или low cost, туку нивната мантра повеќе е best cost. Значи не е дали е тоа на ефтино, туку дали е тоа најдобра трошковна констелација, бидејќи тука влегува продуктивноста, тука влегуваат сите оние други трошоци за водење бизнис. Во многу случаи не е само секогаш ќе најдете поевтино. Македонија не е сигурно најефтина, нити во Европа, сигурно не ако се гледа од глобална гледна точка, но секогаш мора да се земе во обзир кои се логистичките можности за да се стигне до крајниот пазар, која е продуктивноста, на кој начин е регулирано работното време, на кој начин е регулирано тросменско работење, прекувремени сати и слично, работа за викенди или празници, на кој начин, каква е цената на струјата, например, или на другите енергенци. Сите овие работи влегуваат во анализи и некои од овие компании ни бараат, значи можам да кажам, информации до многу комплексни детали, бидејќи сето тоа се споредува. Во најголем број на случаи, на почетокот ние може да сме една од 15-тина земји кои првобитно влегле во анализата и потоа сите овие земји поменуваат низ сито и решето за да се стигне можеби до 3 или 4 земји и потоа секоја земја се посетува, се разгледуваат по 2 до 3 локации во секоја земја и на крај тоа е директна конкуренција со сите овие други земји и други локации. Така на крај сите овие успешни инвестиции значат дека сме успеале со определена глобална компанија да бидеме подобри од регионалната или пошироката регионална конкуренција, што е навистина позитивно и за државата и за сите граѓани на државата, што значи дека
на некој начин сме биле подобри од некој друг. Така државата и сите граѓани на државата, за граѓаните во смисла и за бројот на вработување. Ајде да разговараме за последниот податок на Државниот завод за статистика. Нивото на невработеност падна на 25,5%, што според познавачите во најновата историја на Македонија тоа е најниско ниво. Колку странските инвеститори влијае на овој процент? Странските инвеститори имаат секако влијание, како и специјалните мерки кои владата ги превзема во последниот период за креање на нови работни места, без разлика дали тоа е само вработување или сите овие специјални мерки каде што се има ослободување од социјалните контрибуции во одреден временски период. Но она што е важно, според мене, не се само директно креираните работни места од страна на компаниите. Еве, например, оваа година слободните економски зони ќе завршат со некаде околу 5000 вработувања. Тоа можеби, ако ги земеме сите странски компании кои се дојдени во Македонија, посебно во производствениот сектор, пред се тука е Drexel Mare кој има вработување, само тие имаат над 5000 работни места креани, и Кромберт и Шуберт има во моментот околу 2800. Тука треба да се земат и сите други оние, веќе Маркарт кој работи надвор од зоната, Амфенол и слично. Значи таа бројка достигнува некаде речиси 20.000 работни места, но многу повеќе од тоа е индиректната контрибуција на локалните компании кои се работуваат со нив. Значи тука пред се би започнале со логистика. Сите овие производи треба да стигнат до европските пазари. Тука се градежните компании, проектантските бироа, бидејќи секоја од овие компании треба да најде локална проектантска компанија која ќе го проектира тој производствен капацитет и потоа локални компании кои ги градат сите овие објекти. Потоа тука се одржување, кетеринг, сето она што значи услуги кои треба да се понудат на овие компании, и на крај тука се добавувачи на различен вид на репроматеријали, компании кои работат на одржување на машините, програмирање на некоја автоматика или било што, инсталирање на специфични софтвери. Така да кога ќе се земе вкупната бројка на сите овие индиректни вработувања, тоа значи голем број на локални бизниси, инкрементално добар дел од нивната работа и нивните приходи се директно поврзани со нивната соработка со овие странски компании, и тоа нормално во целата оваа констелација на намалување на невработеноста има многу позитивно влијание. Тука ќе те прекинам за момент, следуваш и на кратка пауза. Со оглед на тоа што сме на самиот крај на 2015, имам уште 2 недели до стартот на 2016. Ги имате ли сумирано податоците колку вкупно странски компании одлучија годинава да инвестираат во Македонија, колку работни места најавија и колкав е износот на инвестиции што го најавија? Како што кажавте, се уште има околу 2 недели до крајот на годината, така да, иако крајот на идната недела започнуваат католичките божикни празници, сепак би го оставил одговорот на ова прашање да ја завршиме годината, бидејќи очекуваме потенцијално, зависно од можностите на некој од овие менаџери и компании, можеби и до крајот на годината да имаме дополнителни објавување или реализација на некој од овие инвестиции, така да би се Добро, она што беше комуницирано беше 13.500 вработувања. Да. Она што е многу важно е не е само бројката на вработувања, квалитетот на тие кариерни работни места и како се тоа влијае на економските параметри во државата. Значи, она што го разговаравме со работката со домашните компании, сето тоа, нели, резултатите и за индустријското производство во последните неколку месеци се позитивни и се над 10%, исто така и вчера излегоа и резултатите за бруто домашниот производ во првите 3 квартали на годината, дури имаше и ревизија за првиот и за вториот квартал, бидејќи сепак овие компании мислам дека покрај градежништвото, извозно ориентираноста на сите овие компании активно допринесуваат кон овие позитивни резултати на македонската економија, бидејќи само да се осврнам на она што значи и не само извозот, туку разликата, додадената вредност. Минатата година вкупниот извоз беше 1 милијарда 170 милиони евра, каде што разликата меѓу извозот и увозот беше некаде околу 140 милиони евра. Оваа година, значи заклучно со почетокот на оваа недела, веќе
е надмината бројката од 1,4 милиарди евра извоз, што значи дека заклучно со месец ноември имавме зголемување за 26% во споредба со првите 11 месеци од минатата година, но разликата меѓу извозот и увозот веќе надминува една бројка од 230 милиони евра, што значи дека имаме многу поголема креирана и додадена вредност која директно влијае нормално кон бруто домашниот производ, но истовремено ако ги гледаме и сумираме резултатите од последните неколку години на ниво на цела држава, не само од слободните економски зони, ќе видиме дека покриеноста на увозот со извоз полека, но сигурно се зголемува и веќе е стигната над 70%. Мислам дека последната бројка беше 71%. И ако ги видите сите земји во регионот, ќе видите дека Македонија многу добро котира, бидејќи сите овие земји, на жалост, не се земји кои имаат огромни природни ресурси и огромна индустријска база, што би значело енормно извозна ориентирана економија, како што биле земјите како Унгарија, Словачка или Чешка, бидејќи голем дел од нивното производство, индустријско производство е пласирано посебно на пазарите во Европска унија и Германија. Но кај нас заради ваков вид на компании се повеќе и повеќе се зголемува извозот и покриеноста на увозот со извоз, што сметам дека тоа има многу позитивни макроекономски резултати. Така спомнавте 1,1 или 170 милиарди евра беше извозот лани, до заклучно со ноември 1,4 милиарди. Малку под 1,4, но заклучно со почетокот на оваа недела. Значи, јас ги имам резултатите. Очекувањата до крајот на годината и дали ќе бидат надминати? Значи, во очекувањата на претходните проекции. Апсолутно, претходните проекции беа дека би имале некте 10 до 15% најмногу зголемување. Таа бројка е веќе далеку надмината и овие проекции беа врз основа на она што нас ни го дадоа како потенцијален резултат компаниите кои беа функционални пред 12 месеци. Не само што и тие компании имаат зголемена активност, но и новите компании кои веќе започнуваат со работа, Diatec, Technical Textiles, ARC Automotive и неколку други компании кои ги започнаа своите активности во изминатиот период, и тие имаат контрибуција кон овие бројки, што значи дека дури и бројот на вработувањата, како пример би го дал Johnson Controls во Штип, планираната нивна првична инвестиција требаше да креира 1250 работни места. Тие до крајот на минатата година вработи 1500 луѓе. Ни најавија дека до крајот на оваа година ќе има 1700, во моментот тие речи си ќе стигнат бројката до крајот на годината од 1800 работни места. Значи, многу повеќе од првобитно планираното, и со таа бројка веќе тие не можат да креираат нови работни места во постоечкиот погон. И една од причините за тоа беше нивната одлука за проширување на производството токму во Струмица. Значи, од таа гледна точка и компаниите кои се кај нас, заради нивната ефективност, продуктивност, конкурентност, донесуваат одлука за проширување, што е дури по мене проширување на постоечка компанија е подобар позитивен знак за нас како држава, отколку да дојде нова компанија, бидејќи постоечките компании не би се прошириле доколку сето она што било ветено не било исполнето и доколку тие не се задоволни со она што се случува во рамките на нивниот бизнес тука. Во однос на вкупниот број на странски инвестиции најавени годинава, велите дека немате податок со оглед на тоа што треба да почекаме уште 2 недели, затоа што можеби ќе се случи некоја нова инвестиција. Тогаш кои се очекувањата за идната година? Еве да кажеме со колку компании се преговара, кои се очекувањата како бројка, дали ќе најават своја реализација на инвестиција во Македонија и ориентационо колку вработување би можело тоа да значи? Многу е неблагодарно да се прават вакви директни проекции, бидејќи навистина се тоа не зависи само од нас. Но она што е важно е дека сите ние што сме вклучени во процесот на привлекување на странски инвестиции, целиот тим има
ингеренции кон различни географски територии во Европа и во светот. Она што можам да кажам дека јас и нашиот тим во дирекцијата за ТИРС активно работиме во моментот на околу 15 конкретни инвестиции. Една од нив дури беше тука и минатата недела. Значи многу голема глобална компанија која ги разгледува можностите и гледа што и како е можно, и тие беа навистина импресионирани врз основа на она што го видоа, бидејќи нивната перцепција била дека да, за трудоинтензивни дејности каде што цената на работна сила е пресудна, дека ние сме добра дестинација, но за она што значи напредни технолошки активности може би сме опција, но не опција која би била меѓу првите. И кога видоа што се случува во некој од постоечките фабрики, нивната перцепција и нивните очекувања беа многу сменети од тоа што пред да дојдат, и веќе и почетокот на оваа недела сме веќе активно во контакт со нив. Значи не можам да кажам колку инвестиции, но сметам дека дури и во првата половина на идната година, заради тоа што гледаме дека се поголем број на компании имаат потреба да бидат функционални некаде кон средината или втората половина на 2017-тата. За тоа да се случи, треба обично минимум 12 до 18 месеци пред тоа да е конечната одлука донесено и да се започне со процесот на реализирање на инвестицијата. Што значи проектирање, почеток на градба и сето тоа. Значи од таа гледна точка првата половина на идната година би бил еден период каде што сметам дека ќе имаме конкретни конечни одлуки. Нормално секогаш не може сите да бидат позитивни за Македонија, но добар дел од нив ако се позитивни, тоа значи дека оној тренд кој го имаме во втората половина на оваа година ќе продолжи, и сепак ова сето зависи од случувањата на европскиот пазар и европската економија. Ако сето продолжи со овој, можеби е тоа благ нагорен тренд, но сепак е нагорен тренд, тоа ќе биде позитивно за нас. Се надеваме дека нема да има некои екстерни шокови во економијата кои би влијале негативно кон целиот процес. И веројатно ќе бидат од автомобилската индустрија тие компании со оглед на досегашната искуства. Дел се од автомобилската, но не можам да кажам сите исклучително, бидејќи добар дел се општо производствени дејности. Но она што е автомобилската индустрија и електрониката, тие две индустрии се глобално најдинамични индустрии кои секогаш бараат по конкурентна локација. Значи да го вратиме филмот и на почетокот на 80-тите години, кога прво таков вид на компании почна да одат во Шпанија, Португалија, потоа со отварањето на Источна Европа, Чешка или Чехословачка на почетокот, Полска, Унгарија, па Романија, и заради тоа тие компании се најактивни и најдинамични, каде што секогаш заради конкурентноста, заради тоа што овие глобални производители на возила секогаш прават голем притисок да бидат поконкурентни, цената континуирано да ја намалуваат, мораат да најдат соодветна локација, и ние сме добра локација, бидејќи може нашите производи во еден период до 2,5 дена да бидат да стигнат до крајните потрошувачи. Во овој случај потрошувачи би биле компаниите кои ги склопуваат возилата, така да автомобилската се уште е една од водечките индустрии, но не значи дека не се фокусираме на другите. Така, мислам, истече времето за нашиот разговор, имаме многу за што да разговараме, меѓутоа во следна прилика секако. Апсолутно. Ти благодарам на одвоеното време и ти посакувам убав ден. А ние продолжуваме со пауза. Најпред крај на индекс уште неколку бизнес информации. Раст на економијата од 3,5% измери државната статистика во третиот квартал годинава. Со тоа порастот во првите 9 месеци изнесува во просек 4,43%, откако Заводот за статистика ги ревидираше нагоре бројките за зголемувањето во првите два квартали од 3,2 на 3,5 во првиот и од 2,6 на 3,3 во вториот квартал. Во периодот од јули до септември повторно најголем раст бележи градежништвото, според структурата најголем раст бележи јавната потрошувачка од 15,4% и домакинствата потрошиле 4,3% повеќе, а бруто инвестициите биле поголеми за 2,8%. Извозот бележи зголемување од 3,1%, а увозот од 1,6%.
Според бизнисмените, влезот на странските инвестиции како и нивната поголема соработка со домашните фирми ќе биде клучен фактор за раст на економијата во наредниот период и зголемување на бројот на работни места. Народната банка излезе со проекции за економски раст од 3,2% годинава. Овие бројки ги очекуваат и Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и Европската комисија. Буџетот за следната година е скроен врз основа на проценките за пораст на бруто домашниот производ за 4%. Од денес може да се купи земјиште под оранжериите. Владата го промени законот за продажба на земјоделските површини. Со него се овозможува корисниците на оранжери да станат сопственици на земјоделското земјиште. Според надлежните, со ова ќе се отворат и нови работни места. Од денес ќе може да се аплицира за купување на земјата под оранжериите, а цената ќе се утврдува со посебна методологија. Бирото за судски вештачења ќе прави процената на вредноста на земјата. Освен за оранжери, законот ќе важи и за откуп на земја на која се наоѓаат помошни објекти или капацитети за примерна обработка на земјоделско производство. И последната информација за Европската банка за обнова и развој, таа ја прифати Кина како членка. Членството на Кина во Европската банка за обнова и развој ќе отвори значајни нови можности за одржливи инвестиции на кинеските групации во регионите во кои ЕБРД делува. Се навидува во соопштението на претседателот на банката Сумет Чакарбарти. ЕБРД е основана во 1881 година со цел да им помогне на посткомунистичките земји на нивниот пат кон демократијата и пазарната економија. Банката сега е активна во 34 земји, меѓу кои и Македонија. Со оваа информација ги завршуваме денешната индекс во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Маја Дамјановска. Денеска е 15 декември, а јас ви посакувам убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.